Некаде во 80-тите години во познатата улица на Барџиите во старата Битолска чаршија се отвори единствениот дуќан или работилница за преработка на коши. Тој дуќан обстојуваше околу 40 години, денеска работи од време на време, го нема стариот мајстор Томе, но затоа пак за кожарскиот разговор ќе поразговараме со неговиот калфа, човек млад кој што неверојатно добро го познава овој занает. Со оглед на тоа што дуќанот работи од време на време, тука е поставена и адреса каде може да се најде Златко, човекот што сега исклучително и единствено работи со кожарскиот занает. Благодарение на она што е оставено како порака на дуќанот, ние ќе се обидиме да се јавиме кај Златко, да го пронајдеме и се разбира во неговиот дом од поблиску да се запознаеме со кожарскиот занает. Откако не успеавме во чаршијата да го пронајдеме нашиот денешен соговорник, кожуварот Златко Костовски, еве не во неговиот дом. Видовте, срдечно, топло, не пречека пред вратата од неговиот дом. Сега сме во дворот, а помалку ќе влеземе во неговата работилница и ќе ги видиме сите алати, односно се што е потребно за да може кожуварскиот занает да се одвива, да се спроведува професионално и на највисоко ниво. Ево го разговорот и со Златко. Златко, добар ден. Добар ден, Чикори. Ајде да прошетаме малку во времењата на назад. Вие сте релативно млад човек, имате околу 40 на години, 40 некоја година. Меѓутоа околу 20 години се занимавате со кожуварскиот занает. Но малку подоцна ќе ни кажете за тоа како вие навлеговте во тајните, како вие се определивте да се занимавате со овој занает. Сега би ве замолил да кажете малку, ако добро се сеќавате, да се вратиме назад, кој прв од вашето семејство се занимаваше со овој занает? Па вака, прв се занимаваше мајсторот Томе, стариот мајстор Томе. Тој го започна занаетот, го научи и како да речам, имаше муштери, тогаш беше барани, јагнешки кожи, крзнени работи, лисици. А имате информација како мајстор Томе пак од кого го научил занаетот, од кого ја добил таа љубов спрема овој занает? Тој беше една врска на трговски патник, одеше Скопје. И имаше таму пријател кој беше крзнар. И му подкажа некој работи, меѓутоа знаеш како ќе ти кажат, друго е кој ќе земиш да правиш. Томе се откажа од трговилокот, почна да работи со кожуварство. Замина пред време на пензија, си го зеде занаетот. Така.
Каде почна прво да работи? Се сеќавате на Дома. дуќаните или прво дома? Дома, дома. А, и како Дома. беше тоа време сега? Како ви кажуваше мајстор Томе за тоа негови почетоци? Аби јас бев многу мал. Да? Брат ми одеше на работа. Мислам, и постојано идеа луѓе, муштери се интересираја за крпење на бунди, за изработка на шубари, заменување на постави, заменување на патенти. И знаете, секоја куќа си има приватност. Не е дуќан, тој одлучи, јас ќе земам дуќан под кири. Тогашните власти ни излегоа во пресред и покрај тоа што за дуќанот конкуриравме 6 души, еден беше занетчија. Тогашниот директор, не се сеќавам кој е, рече ќе му се дај дуќанот на занаетите, на занетчијата. Овие вели трговците, вели ќе се снајдат. И така го добивме дуќанот Каде беше дуќанот? на Мечкин камен број 2. Дали паметите вие? Бевте дете тогава почна Томе да работи со кожуварскиот занает. Дали имаше други такви занаетчии? Дали имаше други кожувари во Битола? Немаше, не. Работеше кожарата, тие работеа на големо, работеа за Русија, за Украина, за Молдавија, тие тој пазар го држеа. Али беа такви условите, беше многу постро, сите си одеа на работа, си беа задоволни од платата, никој дома не чепкаше. Беа платите на високо ниво, веќе бевме каде до стандардо близу бевме на пола од Европска унија. До која доба работеше мајстор Томе со кожуварскиот занает? До после. Додека не почина? Да, гледавме фудбал, му се снеарна, цела работа остана, аве не ми јарно и така почина преку ноќ. А кога сега Златко, човекот што е до мене, Да. како што реков, релативно млад човек, е добар мајстор, кожува, кога и како се роди, па кај сега таа желба, идеја за овој занат? Абе го знаев, седевме таму, јас горе-долу имам завршено како електричар. Меѓутоа, мене тоа јас го научив електрички занает, меѓутоа мене занаетот овој ми беше близук до мене. Ме разбирате, имавме така поинаков однос. Татко и син заедно в дуќан седевме, кој да доеше поинаков беше, јас ќе калфа, ќе зачистев, ќе суредев ово, ќе дремиш, пак ќе ти рече, ој купи си кифла, купи си бурек. Беше интересно дека не дава пари. Се враткаравте вие во дуќанот таму? Па како мал многу не. После со текот на годините, кога видовме оти едно време крзната беа, станаја како си живо град. Барано од повисоката класа и видов, еве и брат ми помагаше, сите помагаја. Значи да ти речам дека не можеше да се престигне со пазар. Имаше доста работа. Имаше доста работа, меѓутоа машините ги немаше. Се работеше рачно. Со тек на времето, кожарата ја пропаднаја, пријателите таму што ни беа
пошто сите го познаваме мајсторот, ми му рекоа, мајсторе, трета лицитација е која машина е, можеш да ја купиш. Иначе немаше шанси во социјализмот машина не ти продаваа. Ќе се навратиме малку после на машините. Значи да направиме една споредба, значи кога вие како млад човек се упатувавте во тајните на кожуварството, занет имаше доста работа, имаше доста луѓе што ги користеа вашите услуги. Какви се услуги во дуќанот вие им нудевте на луѓето што доаѓаа кај вас? Комплетна услуга на крзнена галантерија и на кожна галантерија. Значи, тогаш беа и фабриките, имаше и кожни палта. Да речеме, еве сега да прошетаме низ чаршијата, нема ниту еден бутик за кожа. Ако има еден во Скопје, тие се модерни палта. Нема са, тоа е од иднина останати се кожните и кои са. Значи вие прво ги сервисиравте, така и поправавте нешто. Најпоќе патенти, џепој скинати постава, разбираш, тие беа малце по-културни луѓе, знаеш, со џепој скинати, клучој му бегаја. Вршевте само услуга Услужна или дејност. нешто произведувавте вие самите? Услужна дејност и по нарачка. Например, капа. Капа шубара, дали од куна, дали од лисица, дали од некој друго животно. Ќе му земевме мере, ќе му изработевме за 2-3 дена. Имаше доста порачки? Од првен видете, од првен идеа тие што беа со глата го боли, дува ветер, после дојдат тешки зими, па после дојде во мода, па Шубари, капи и така натаму. се има тука во улицата, не е нешто. Имавте како процес на работа, како систем на работа штавењето на кожите? Во тогашната, да речеме, уште Македонија се самостојуваше, имаше, се уште работеше тој југословенски систем и на врз база на тој систем се откупваја кожите. Даваја поени наградни за отстрел на лисица, за куна, за волк. И ловџите беа заинтересирани да ги убиват, зашто му одбиваја во ловната дозвола. После тоа му сукина и тие немаа ни интерес. А тие ловџи, ако ловџи нешто, чим ошол на лов, ќе пукни по нешто. Остана од тоа време кожи, такви штавени од дивеч, нешто во вашиот арсенал, така како спомен нешто од тие време? Има, се најдува и нешто и ново, и старо, се. Што ќе ни понуди така да видиме од старите кожи, што од времењата на нас, зашто сте ги имали? Па ќе повелите натре, ќе видите. Например, да наброиме некои работи сега. Крзнени капи, околу вратници, лисици, понарачка, теписи. Слушаме дека чувате една многу стара кожа од рис, планински, перистарски рис. Да, кога како трговски патник му поможи многу на битолската кожара и тогашниот директор како презадоволен, пошто кожата беше дефицитарна, тогаш го купуваше јагнето, беше пола јагне. На толку голема цена беше кожата, беше барана од чевел, се изработваше. Па тогаш му донесе една композиција кожи, значи фабриката да работи со пон капацитет. Тогаш немаше награда на пари, него овој да ти е спомен од нас.
Откупувавте вие кожи? Сурова кожа, да речам жива кожа? Например, видете вака, например, ќе дојдеше Великден. Великден немаше куќа што не ќе купеше јагни. Да. И сите тие јагнина сака да видат изработени за дома, првокласно изработени, не да го фалам, мајстор и јас, тие бе супер изработени и сега што гледат луѓето знаат дека овој мајстор е татко му и уште му седат и кожите, и колиците и косе. И ги штавевте самите. Самите, да. Каде тоа, во дуќанот или дом? Тука. Овде работевте Да. во дуќанот и кроевте, дотерувавте што треба по порачка, нешто да се направи, нешто. Да се најдеш на работа поќето таму, колку да... Многу тешко е тој процес да се научи за штавењето. Сега практично Охо. нема никој со тој за нешто се занимава или има голем приватно е, некој да. што знае така. Кожуварскиот занает е голем занает, секој си го фали За штавење, занаето, сега, така, зборуваме. така. Значи за штавење да ни кажете, тешка работа е тоа, многу процедура. Прве не е голема. опасно. Например, се среќавате со сите болести, например, овие што постојат и што не постојат. Мора да пазиш на тој мислам иди се разболи ловцата ја закло. Треба да ја познаеш од каква болест е шап, ливавка, од ова, од она. Треба да ја конзервираш соодветно. Кога ја конзервира ти ги уништи сите бактерии. И после Голема историја да се направи, да речеме од сурова една кожа, да се направи мека, нешто кожа, оти на времењата можеби сега не се практикува, не се применува тоа. Не е тоа обичај, не е сега да речем сега во мода тоа, меѓутоа порано се сеќавам во секој дом имаше поставена мека, убава, фино обработена кожа, пред каучот, пред троседот, пред гардиробот и така да, натаму. ние држевме до занаетчи, значи не фабричко производство, него порачка по она што го побарува муштеријата. Значи сакам вакво да биде, и такво мора да биде, иначе Ајде, значи денеска, што денеска се случува со овој занат? како и со сите со занаети. Вие разговарате со сите занаети. Јас не го нагласам, проблемот е ист. Значи нема ја што да одделам, па да бидам нешто специјално. Значи Проблемите се скоро Тоа сите е. исто. Тоа Изумираат е. занатите. изумира занаетите, Нема интерес за нив. не, платите се ниски кај народ. Иначе народот да како што беше програмата да се осмисли да земат луѓето по известна сума на пари, да стигнат до пари, занает одма ќе проработи. Кој не ќе за Великден јагне да купи? Јагне да се печи, да се собери фамилијата. Са јагнешко. Значи, ако се купи јагне, има работа и за вас, И со има кожата да си- потоа, за сите. не се фрла кожата, се преработува. Да, понатаму кај- се- Летно време ќе изнаправев мелеци, странците, тие сите на прома ја работат. А кожата заштитува. Па како не заштитува, ќе ме направивме супер. Земај. Од вашето семејство вие ете млад. Со мајстор Томе почнавте да се занимавате со овој занает, да го учите занаетот од него. Имате 20 синови, сега така? Две ќерки. Две ќерки. Две Има некој интерес од вашите деца да... Бе не мора да имам два внуци, имам брат. Тие така да има работа. Одма и да ти дојди на работа, пак ќе дојди тој тука. Само работата е финансиски, можеш да ти подкрепиш, не само да работи, а нема. Тој гледа дека јас не можам да извадам. Нема интерес, значи, добро. Тој само на добра волја ќе дојде, ќе поможи, ќе ме гледа што се мача.
се како инструмент, како машина е потребен да се потребно да се има за да може кожуварскиот занает да се обавува професионално. Речеме, една од основните машини или средство за работа е бубање или тапанот, како го викаме. Може да ни го опишете тој што е тоа како Па тоа е модерна машина која порано беше заменета, искрено да ти кажам, со буре. Во буре со чизми влегвавме и ги газевме. Што се правеше тоа? Што тука се работи? Кожата се омекнува, се чисти. чисти. Да. Ти употребуваш повеќе прашак едно друго, а бубањо каде? Тој бери 30 кожи. Само ги клаваш, ја погодваш водата, прашакот ги пушташ, 10 минути пи си кафе, кога ќе излезат на грубата стругалка, очве, шипка, валкано, се ќе излези. Втор инструмент што треба да го имате е стругарката, така? Да, За стругарка. груба и има фина Да, стругарка. грубата е за чештање на влакното. Така? Так ќе го чешла влакното ке Да. и од чипки и од се и со самата вода, знаете, овците се такви. Лежат во трла, секи излезе од нив, од сета калојна, фината ќе дојдат стругачка? чисти. А фината стругачка е за другата страна, од двете страни, другата страна да види мек. Значи да нема да цела и него Значи едната е од кај влакното, другата е од кожата. Сега. крзно и кожа работи. Крзно и кожа, да. Го надополнивме занаетот и со фарбање. Неколку години имаше, 2-3 години фарбање, ама толкова е градо, колку ќе фарбаш. А за тоа е потребен компресор, така? Компресор, бои специјални, Скопје одевме, баравме од каде, па се спогоди фабриката Годел затвора, од таму најдовме една од најдобрите бои што се употребува BASF. Значи без да не се плашиш дека ќе испука, дека ќе излези. Тоа многу тежок пат беше да се стигне до бојата. А компресор оди, купи го, не беше по... За крзнацката машина брат ми е најмеродавен, пошто тие ја купија со татко ми од Бугарија. Да. Научи умре крзнар од Бугарија и тие дојца во тогашно време. Шо функција, то шие нешто, прави нешто што машина? Ќе видите, ќе снимите, тај од Умпрофор дојдеа бројката ја гледаја. Багат машините си ги бара до 100 бројот. Багат е таа машина. Багат машина, Значи, да, стари машини за шиење. Да. Аха. Штоперицата, што улога има? Поставата искината, цела сака да ја мени, фарбање постава, џепови, патенти, мора, значи да е попратен материјал. Ови се поголеми машини што се неопходни за да може Да. кожуварскиот или крзасиот занает да се обавува така како што треба, не? Меѓутоа има едно чудо од други ситни помагало. Многу. Например, што се така како алат треба да Повелете ќе влезите за секи Да. ви објаснам. Се има на мене. Да. Се има на мене. Ајде да наброиме некои така се од тие ситни алати. Например, чешел. Чешел груп.
Тие се таму. Машина за стрижење, на пример, за да се подстрижи, за да можеш штеп да клаиш. Ножови, нож за дерење, нож за... Тие се сите баш како лајаните. Само ги точам, ги да бидат спремни. Сега сум во фаза за да се конзервират. Мислам да се отконзервират она што е. Значи, Во мирување свет. ги подмачкувам за рачунам септември, затоа што е септември најдобро влакното на јагнешките кожи, има голема должина на влакното. Тие што се зовели ден, тие се со мало влакно. Овие другите се вака кој ќе види и странец да дојди и друг да дојди, одма лаже очи. Значи, еве од Битола странците што дошле да живеат во Битола, па не знам јас некој да нема купен. Са цената, која е цена ја клаваме, таа е македонска цена, знаеш како е тој, што дека од странство кој... Ќе работите уште вака како кожувар? Дај Боже. До кога така? Дури одам хонорарно по фабрики. Значи јас се мачам само за фамилијата и дел, пример четврт дел од да остани за занаето. Да можам да бидам во активна работа, не од и овие машини, ако не ги конзервираш, не ги одгледуваш, не ги подмачкуваш, не од време на време нешто правиш. Не ги одржуваш, не ги негуваш, така? Тоа сето ќе се расфрли, ќе се раскапи и никому ништо. Да, а сега што имате како машина има употреблива вредност или Се. експонати си музејски Не, бе, сите работа. работа, да? Се работи. Има друг некој во Битола вакви машини како што имате вие? Јавно не знам. Јавно не знам. Ако работат, тие работат на примитивен начин, мислам, знае да ја направи, тој може да направи 2-3. Јас очекував дека ќе си да тој степен ќе си продолжи на пример 100 јагнишки кожи, 150 ќе дојдат за работа и Можеме да речеме дека сега Златко Костовски е единствениот човек што се занимава во Битола со кожуварскиот занет? да. А дали во близинава овде, во другите соседни градови или низ Македонија ви е познато дали уште се негува овој занет или и таму е вака како што е во Битола? Бетере Скопјани двајца починаја. Уште оди емисијата ја гледав така на македонската, знам човек кој е починат. Едно машинче има, овие другите ги нема тие. Тие за поправка нешто така. За поситна. А во другите градови не? Каде Охрид, Струга, кои идат бунда за поправање од Охрид и од Струга, или кожи, не таму на списокот донесена во Охрид, ова, она, од Струга, некои меракли што се... След кое поразговаравме доста, се надевам дека нашите гледачи ќе добијат една представа за она со што вие се занимавате. Ама се да објасниме на крајот пред да се разделиме. Вие сте кожувар, Да. а има и кожар. Каква е разликата меѓу кожувар и кожар? Како кожар, значи, ја преработваме кожата. Не ја добиваме како готов производ. Кожарот ја добива како готов производ, дали ќе шие лек, палто, постава ќе менува. Ние сирова, тогаш заклана волк, лисица, било што да е, ние ја преработваме во готов производ. Тоа е кожувар и са од јагнешките кожи, елечина, потошчина, разликата е таа. Значи, Ај, кожарот не може да биде кожувар, односно не е кожувар, тој- а вие сте и кожар и кожувар. нека се опреми со оние машини, мислам, овие се веќе заминати и ги нема. Стари се, меѓутоа се уште да речам Како корисни и во стари? форма може да се користат во секој време. Тие
Нема стара машина, или работи, или не работи. Добро. Благодарам многу. И благодарам на честа што ми направивте вака да се запознат битолчани дека еве се бориме и ние младите колку што можеме да обстанеме и да успееме, оти ни е криво вака кога да гледаш чашијата да не види само продаваме, нешто и да произведваме. Оти туристички атракции сме, идат луѓе, ќе влегват, ќе се чудат. Не мора ништо да купи, ќе се гледа, море си вели и ваква работа има овде. Да, се надеваме дека и тоа ќе го видиме за брзо време. Така е. Благодарам многу. Ајде да видиме. Пријатно.